Наблюдаването му е видео, не се спомням самият епизод, който беше концерт за разговаряне за неговата кариера, така да останете до край на мисля дека ќе ги заврши за вас и за кошарка бил в Македонија, останете до край на края. Да ще прихватим да сме назад. Искрено ми е мило и мене што прифати, мило ми што му пиша и мило ми е што има се повеќе млади дечки што се заинтересирани за да дознаат некои нови работи од спортот, бизнисот, од музиката и се останато. И мило ми е што сум денеска тука и што можеме да се направиме да се поразговараме. Супер сигурно ќе ги заинтересира млади. Ти би требало, би требало. Како ти на почетоците и зашто почна да спорт? Знаеш, као младо дете пробаш да си најдеш идоли у живот. Пробаш да играш фудбал една неделя, гледаш пливање, па не знам, тенис, па се. Но пробав да играм кошарка и имаше еден момент, гледав да имаше некој европско првенство кошарка, имаше еден играч кој ми остави онака баш печата кој среќа имав шанса да се собам понатаму во животот. Тој беше репрезентативец на Франција и помнам дека погоди една многу битна тројка некој финале, полуфинале и некако тоа ми остана, ми даде мотив да гледам, сакам да бидам као него, сакам да успеам за да бидам кошаркар. И помнам времената кога да не сме на кошарка да пробам. Едноставно како пробав, како све тоа и ми се многу битно да се погоди друштвото од тие години, да се погодат другарчињата што тренираш, мене фала Богу се погоди и ето почнав полека и како растев све поозбилно гледав таа работа до степен кај што сум си рекол дека сакам да се занимавам со и да живеам со кошарка. Да ми биде таа примерна работа во животот. Тоа е мој почер, некој мој прв мотив да се занимавам со Супер, која ти беше први? Првиот ми беше јуни. Школа која за жал денеска не постои. Најголемата школа за мини баскет и деца кои сакаат стварно да се бават со таа кошарка стана беше една многу сериозна ниво во тоа време и доста дел од играчи кои денеска играат, биле дел и членови на таа екипа и само почнав, само се зададов од 9-10 години скоро, играв една година во Вардар, младинска лига, после пак се вратив и глобално младинските школи што мора да ги поменат таму. Кој ти беше први настап, како ти се чувствува? Првиот настап. Не знам, не памтам, таа беше некаде 13 години, но прво што памтам, мојата прва утакмица професионална, кога отишов за Куманово, ме фаќа 18 години и ми се погледа да првата утакмица на домашен терен биде против Емза. И во тоа време Куманово и Емзата беа баш она ривали. Никогаш нема да заборавам некој што е младо дете, голобрадо момче, што ви кажале на представување кога ми кажа животот кога цела сала аплодираше, буквално сега се најажив, тоа е нешто што на прво ми доаѓа, што никогаш нема да заборавам од кошарка и тога сватив се колку убаво оваа работа. Си сакам, дека си почитам, иако нормално е многу млад тогаш и имаш уште многу за докажување, но тоа што осетив така прв пат што значи публика, што значи супорт, но до ден денес ми дај убаво што пристав на тој момент. Супер, дали очекуваш дека толку далеч ќе се како што се во Македонија, не мислиш само во Македонија, не знаеме како се работите се или општо за кошарката или општо за другите спортови. Види, и стигнав до некој ниво на прва лига, која играв мисля 5 години во прва лига играч. Сигурно некој улога, ниту најбољи играч во екипа, ниту сум бил нешто да сум што се вика квалификација од таа екипа. Не сум се знал својата роља таму во екипата. Сум се пронашол некако, кога си млад, сите сме сакале да играме NBA. Да си Коби Брајант, Леброн Джеймс, Джордан, слично. Сите сме сакале, сите сме мислеле да стигнеме во NBA, сите сме мислеле да идеме вау и дека ова нема дале. Али сум задоволен со она тој кога се откажа да отидам многу млад, на 23 негде. Да. Влегов во тренерските води, па некој феномен што ја може и него помнам точно во моите дома ми кажале иако сите твои вршеници збореа дека сакаат да играат во NBA, ти збориш да станеш тренер. Ние тоа гледавме чудно малку што е нормално, ама еве. Претно околности испадна така да бидам тренер. Али да, сум задоволен со тоа што сум постигнал и